се разбуди еден сомнеш кај пошироката македонска популација, како можеше ова све паралелно да се случуваат, да се палат неколку места од еднашка, да има пожари по целата територија на Македонија и така натаму и така натаму. Јас ќе ве потсетам дека некаде 2021, 2, 3 имавме сериозен проблем со пожарите во оваа држава. Повторно Стојанче Ангелов беше директор на ЦУК. Повторно тоа беше 2021 пред локалните избори, значи тогаш имаше најголемите пожари беа во Македонија. Тогаш имаше наводи дека ВМРО-ДПМН не ги пали пожарите. Како што не верував у тие наводи тогаш, кои ги кажуваше тогашната власт, така не верувам и овие наводи кои што ги кажува денеска. Затоа што пожари во оваа држава има од секогаш. Летните денови се со екстремни температури и нормално е, сува е почвата, суви се растенијата, при најмала искра се случува пожар. Проблемот кај нас не е, како што каже и самиот Стојанче Ангелов, ниту раната детекција, ниту било што. Проблемот кај нас е капацитетот на државата да се справи со тие пожари. Јас ви го должам она видео кој што го ветив дека ќе го направам пред неколку дена, а тоа е што се случува во Грција кога ќе започне шумски пожар. Значи во рок од половина час на пожарот на таа локација во близина на плажа дејствуваат 3 ер трактора, 2 канадера и 3 хеликоптери. Дополнително доаѓаат сили противпожарни возила на терен кои што работат на целосно гаснење на истиот пожар. Че ние ако ги имаме тие капацитети, нас нема ова да ни се случува. Условите се такви да ти мораш да набавиш во оваа држава сериозна опрема. Но, бидејќи оваа држава е премногу искрадена и уште се краде, ние не можеме никако да стигнеме до тоа да ги завршиме најважните работи, као набавка на противпожарна опрема.